Денеска сме повторно на армискиот полигон Криволак, меѓутоа на места кои што досега биле непристапни и за нашите граѓани и за нашата армија. Денеска овде може да видиме дека армискиот полигон Криволак е навистина гордост на нашата одбрана. Криволак ќе биде местото каде што НАТО уште повеќе ќе го запознае својот нов сојузник. Со овој армиски полигон и со инвестициите кои што ги правиме сега во него, ние навистина додаваме дополнителен ресурс во колективната одбрана и безбедност на Алијансата. Уште пред околу 6 месеци започнавме со инвестиции затоа што знаевме дека Криволак ќе биде нашата лична карта во НАТО. Овие инвестиции значеа огромен напор, огромен труд и огромна волја пред се од нашиот генералштаб и од нашите инженерци, кои што во изминатиот период практично секој работен ден го поминуваа на армискиот полигон Криволак. Како што најавив уште во мај и како што имавте прилика да видите и во текот на летото, денеска можеме да кажеме дека првата фаза целосно успешно е реализирана. Нашите инженерци, релативно мал број на луѓе за многу кратко време и со многу малку ресурси успеа да пробијат 33 километри пат низ многу тежок терен кој денеска можевте и сами да го видите. И дополнително да реконструираат, да обноват уште 15 километри. Со тоа ја постигнавме првата наша стратешка цел, а тоа е полигонот Криволак да го отвориме кон север и да го поврземе со стрелиштето Пенуш кај Штип, за да можеме од две страни да пристапуваме кон полигонот и за да го ослободиме притисокот кој што до сега постоеше исклучиво преку Неготино, односно преку селото Криволак. Сега имаме веќе два влеза кои што целосно можат да се користат и при тоа, како што можете да видите и на мапата, развиена инфраструктура кој што ги поврзува различните делови и различните полигони во рамките на Криволак. Морам да им честитам на сите оние кои што учествуваа во ова, голем е напорот, но и голем е квалитетот кој можевме денеска да го видиме. И при тоа средствата кои што ги вложуваме се 10 пати помали од средствата кои што ќе ни беа потребни ако користевме надворешни фирми. Значи со сопствени опрема, со сопствени ресурси, со сопствена механизација успеавме и работиме на проект кој најверојатно ќе чинеше околу 10 милиони евра според проценките. Со тоа покажуваме дека вложуваме заеднички во овој ресурс и јас сум убедена дека во многу кусо време ќе се види уште поголем интерес и кај нашите сојузници заедно да вежбаме, заедно да ги развиваме способностите, па дури и заедно да вложуваме во развојот на капацитетот. Пред неколку месеци инженерците добија орден, да не го добија тогаш, сега ќе го заслужаа. Сакам навистина да честитам на сите кои што придонесоа и покажаа дека оваа НАТО армија, армијата на Република Северна Македонија, има со што да се пофали и има резултати од својата работа. Уште што останува да се доправи? Како што беше кажано во брифингот, сакаме овие патишта кои што сега навистина се одлични, да ги обезбедиме со дренажа на вода и да ги обезбедиме со дополнителни материјали кои што ќе им дадат поголема долговечност. Така што во тек се тие набавки, во еден дел од таа инвестиција ќе добиеме финансиска поддршка и од американската армија и од нивната европска команда. Меѓутоа сакавме да почнеме први и сакавме да покажеме дека пред се ова е наш македонски ресурс во кој што и ние сме подготвени да вложуваме, а не само да очекуваме другите да вложуваат кај нас. Јас сум убедена дека со оваа инвестиција, со оваа обновена и нова инфраструктура, следната година, кога ќе се организира уште една голема вежба во соработка со армијата на Соединетите Американски држави и неколку други армии од соседството, буквално ќе имаме шанса да им покажеме колку сме го подобриле овој полигон за само една година. И тоа буквално ќе го зголеми интересот за заедничка работа на Криволак. Како што спомна и еден од генералите,
Уште во текот на следната година, во првата половина, очекуваме одреден број на американски инженерци да се приклучат на нашите инженерци, за да можат и заеднички да продолжат со работата.